Тројца ковид позитивни пациенти во болницата 8 септември од денеска ја добиваат новата озон терапија. Станува збор за пациенти со сериозни компликации од болеста, кои подолг период се ставени на респираторна машина. На нив секојдневно ќе им биде вадено по 100 мл крв. Со помош на специјална машина, крвта ќе биде збогатена со кислород и таква ќе се враќа назад кај пациентите. Од болницата велат, оваа терапија не лекува, но го подобрува имунитетот и способноста на организмот да се избори со вирусот. Од утре, ваква терапија ќе почне и кај другите пациенти на респиратор. После мешањето се враќа назад венската крв и на тој начин крвта се збогатува со кислород. Кислородот, кога ќе биде така зголемен во крвта, действува во уништување на бактериите и на вирусите во крвта, а со тоа и подобрување на целокупниот статус на самиот пациент. Доктор Костов најавува дека болницата наскоро ќе добие нова современа апаратура за лекување на ковид позитивни пациенти, слична како онаа со која се третираат пациентите на диализа. Во меѓувреме, тим трансфузиолози ќе вадат крвна плазма од веќе излекувани пациенти и ќе ја вбризгуваат во потешко болните. Оние кои ќе ги исполнуваат строгите протоколи, а тоа се да се на возраст од 18 до 60 години, да имаат 2 негативни теста и да се 21 ден без симптоми, ќе може да донираат крв. За сега не се знае колку од излекуваните пациенти ќе ги исполнат условите да даруваат плазма. Во земјава пациентите со коронавирус се лекуваат со симптоматска терапија. Здравствените власти во лекувањето го вметнаа и лекот хлоракин, антималарикот кој во комбинација со антибиотик покажа позитивни резултати во некои земји во светот. Надлежните се уште чекаат одговор од јапонските власти по барањето за донација на еден антивирусен лек.